Млаки радиатори за скопјани. Ниските температури 2 недели порано ја стартуваа грејната сезона. Дел од скопјани веќе чувствуваат минимално затоплување во домовите и велат дека топлата вода навреме протече во радиаторите. Но има и такви кои се жалат дека во нивните станови грејните тела се уште се ладни. Велат навремено ги плаќаат сметките, па очекуваат топли радиатори, посебно по старите и оние кои имаат мали деца. Па има, како нема. Па доволно е. Да може да не се качи и струја, и тоа, и све. Јас не сум корисник на парно, така да меѓутоа имам информација дека е окей од утринава. Прилично, млако. Не е топло, уште е рано за топло. Не имаме парно. Ние имаме индивидуално парно. Според регулативата, грејната сезона почнува пред време само кога средната дневна температура ќе падне под 12 степени. Од управата за хидрометеоролошки работи за денес најавија пониски температури некаде околу 10 степени и со тоа се исполнети условите за почеток на грејењето. Од АДСМ уверуваа дека системот е подготвен и условите за производство и испорака се исполнети. Апелираат граѓаните да ги проверат своите внатрешни инсталации и редовно да ги плаќаат сметките за струја, за топлината да стигне без прекини. Екипите се подготвени за интервенции на терен, доколку се појават проблеми со испораката. Заедниците на сопственици треба да обезбедат непречен пристап на службените лица до топлинските подстаници и редовно електрично напојување во топлинската станица. Граѓаните очекуваат топлината да стигне во нивните домови рамномерно и без проблеми во сите делови на градот. Тие ќе можат секој ден до 15 октомври на веб страната на ЕСМ да проверат дали се исполнети условите за грејење за наредниот ден. Во Скопје преку овој систем има 62.600 активни потрошувачи.